Добар ден. Значи сега стигаме до темата танци. Од танци ќе обработиме 3 ора и еден танц. Ќе ви треба дома, можете да пробате со вашите братчиња, сестрички, родители, со било кој, не е битно. Можете и сами ако немате со кого. Значи првиот час сега ќе биде рамна ора, која е најраспространето и највеќе се користи при одредени весели. Значи прво ќе го започнеме часот со загревање. Загревањето ќе биде најголем акцент на нозе, бидејќи се користат нозете за игри. Загревање ќе ви покаже сега нашата колешка Елена. Добар ден. Најпрви ќе почнеме со загревање, како што каже колегата, со нозе. Најпрви почнуваме со стапала, вртиме со десно стопало во една страна, во десна, на надвор, вртиме 6 до 8 пати. Потоа навнатре вртиме, налево, на внатрешна страна вртиме, убаво. Потоа одиме со лева нога, исто, вртиме во една страна, 6 до 8 пати, па во друга страна, на надвор. Потоа одиме со споени нозе, раце на колена и правиме кружни движења, вртења во една страна, надесно, 6 до 8 вртења, 6, 7 и во друга страна, налево. Супер. Одиме малце со половина, да се стегнеме напред, позади, убаво стегни се. И во страна, лево, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Супер. Сега ќе поработиме малце скокчиња. Најпрви раце на половина може, скокаме напред, назад, назад. Се вртиме во страна и скокаме лево, десно, лево, десно, лево, десно. Се вртиме пак нанапред и сега одиме наизменично десна, лева нога, скокчиња. Десна, лева, раце покрај тело и наизменично ги движиме со нозе. Десна нога, лева рака и обрат. И може уште една вежба, широко раце, широко нозе и десно ручиме. Широко. 3, 4, 5, 6, 7. Доволно е. Може да продолжи. Борет, сега во вториот дел од часот, наместо да биде класично стегање, биде специфичен час обука на ора, обука на танци, ќе го ставиме делот на истегнување да биде на крај на часот, како оној делот истегнување и лабавање на мускулатурата, на нозете, кој што ќе биде доста употребена во овој дел. Инаку, оро рамно, како што на почеток добивте еден вовед, дека најраспространето, речеме можеби и наједноставно, или пак се игра по-лесно. Ние ќе го поделиме на два дела, тоа се 3 чекора по движење напред во десно, почнувајќи од десна, лева и десна нога, и двата чекора во место, лева, подигнување на лева нога во место горе и подигнување на десна нога горе и назад во лево, во место. Па потоа ќе ги поврземе двата дела без музика и на крај ќе се обидеме ние, овдека 4 колеги, да го изиграме орото со музика, да пуштиме и некако поставно да го обучиме ова наше оро. Бидејќи сега сите движења ги почнеме во место од загревање, ние прво ќе го направиме движењето со нозе што е во место. Тоа ќе биде подигнување на лева нога и свиткување во колено кон горе, на левата нога, и подигнување на стапалото на прстите кон напред. Спуштање назад значи враќање во почетна положба и потоа истото се подигнува сега десна нога кон напред и горе со свиткување на колено, но
овој пат коленото оди кон лева нога или во нашето движење кон назад, бидејќи подоцна тоа ќе ни биде како акција, односно реакција, ќе ни биде спуштање и продолжување во оној втор дел, или прв како сакате, едно по друго се повторува. Па сега ќе пробаме 2 до 3 пати да го повториме. Почнувате вие со лева нога, иако сега да не ви заде кај десна, значи лева нога ќе треба горе, се враќа назад и десна нога кон горе и нели малце према назад, малку вкрстено се гледа нели од ваш уште еднаш од став. Нормален, паралелно нели нозете, лева горе и напред подигната и свиткана, а десната веќе малце вкрстено и на назад. Вториот дел, вториот дел веќе ќе почнеме во движење, ќе го направиме со 3 повторувања. Од како што беше подигната нога, ние сега нема директно од тој дел, него ќе почнеме од став, како што се стоите дома, нели од став нормален. Во десна насојка, полудесно се сврти трупот, одите десна, лева, но прстите се кон центар на некој круг замислен, барем ваша столичка, и десна уште еднаш и секогаш, нели, правец се кон камерата ако е или вашиот лаптоп или уред, ако е некој центар на круг, значи секогаш погледот, движењето, значи ќе биде кон него. Уште еднаш продолжуваме. Десна напред, лева и пак десна. Значи на третиот чекор секогаш треба да се свртиме во правецот кон центар на кругот. Десна, напред десна, лева и на десна застануваме во место, односно кон центарот на кругот. Ево тука, сега исто без музика продолжуваме, ќе пробаме 3 пати најмалку, да се обидеме барем 3 пати заедно, да ги поврземе овие делови. Бидејќи почнеме со делот во место, еве ќе почнеме од место, лева горе, нели тоа беше првиот дел, десна кон горе и вкрстено назад и сега од тука. Десна, лева, десна, кон камерата, кон уредот, кон центар на кругот, пак со десна назад. Спуштаме, веднаш ги поврзуваме. Десна, лева, десна. Лева горе, назад, десна горе и сега тука е поврзувањето на двата дела. Десна, лева, десна, одиме уште еднаш продолжуваме и ставаме акцент на овој дел. Од овдека треба да се поврзе десна, лева, десна. Лева горе, назад, десна, горе, десна, лева, десна, лева горе, десна назад, десна, лева, десна и еве тука некаде ќе застанеме и да се обидеме сега, да го направиме да ќе направиме. Би можело првин да ги изведеме движењата заедно со јаженце сите заедно колеги, да пробаме заедно да го изведеме. Цеце полеви. Вака некако. Можеме иначе гор назад. Можеме да го пробаме заедно без музика и вие дома, исто со мама, тато, со бато, со било кој некој член од семејство дома, ќе се потрудите, ние дека фатени за јаженце, поради некоја дистанца, но сепак да биде орото поврзано, ние меѓу нас заради демонстрација и вака имате визуелно поголем поглед како изгледа еден полукруг на кај треба да сме свртени ние. Сега да почнеме од место сакате, може? Лева горе, десна назад, десна, лева, десна и лева горе, десна назад, лева, десна, лева горе, десна назад горе, десна, лева, десна и десна, лева, десна. Одлично, ова движење, еве дома сега може и во собичка
или да поврзете две столбички преку водникот вашата или како и да е, или околу столот, околу масата, дали ќе е во дневна соба, дали ќе е во трпезарија, околу некој предмет, ќе поставите или столче нека е и ќе можете и вие во домашни услови или сам, индивидуално, или 2 члена, или 3 члена од семејство да направите крупче замислено во кое движењето на орото ќе го изведете кружно. И сега, еве, по овој скоро изведен цел круг, ние ќе се обидеме да пробаме ова да го изведеме заедно и со музика. Ајде уште 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, оп. И уште еднаш и ќе го изведеме и последниот дел со музика. Да пробаме со техниката. Дали е село ред. Само малку. Ќе го намалиме. Еве, тука го одигравме орото, но како што кажавме, часот нема да заврши со завршување на орото, туку ќе пробаме да направиме вежби за лабавење или за истегнување, да речеме, на задниот дел на задната ложа или листовите. Па еве, доколку ајде еве и ги одработам јас, да речеме, тие вежби, најпрви можеме да она што да шипнеме малце, или тоа е она веднаш да излеземе од оној круг на движење, да кажеме еве еден длабок предклон, да се истегне целата задна ложа, но вежбички за изведување, за истегнување на листот можеме вака, како да речеме малку во движење, бидејќи доста знае да се можеби во место може да се претера со истегнување на листот, на трицепсот на подколеницата. Ајде да речеме, може свиткување на овој делот на предната ложа. И мислам дека тука некаде е сосема доволно, бидејќи сепак не е многу, речеме, полетно, брзо, не е некој захтевно оро, но во следните 2 ора ќе треба малку да се посетиме и на загревање и на истегнување, бидејќи ќе ни биде доста важно за што поефективно изведување на орото. Догледање!